денот, срекна среда на сите и верувам дека ќе ни биде пријатно ова 180 минутно дружење во кое повторно се осврнуваме на актуелни теми, настани, личности и се она што мислам дека ќе го задржи вашето внимание се до 9 часот и 30 минути. Во моментов на овој 16 август имаме високи утрински температури од 17 степени, што може би и не се така високи во однос на оние пред 10 дена, но добрата вест е тоа дека имаме растечка прогресија на температурите, денските температури, што значи денеска температурите ќе се движат се до 36 степен на одредени места, што значи дека сите вие кои допрва патувате или планирате да отидете некаде на плажа, на море, имате добро и стабилно сончево време во текот на предстојните денови. Лето е и така треба и да биде, но внимателно со сонцето, бидејќи секое претерување може вистински многу да ни штети. Еве за почеток малку збор два околу рубриката на денешен ден, да видиме што се случувало низ историјата на 16 август. Бил роден 1845 година на денешен ден францускиот физичар Липман, добитник на Нобеловата награда за физика во 1908, кој го пронашол процесот на фотографирање во природни бои, го конструирал електрометарот и го заснувал принципот за одржување. На денешен ден на Аљаска во 1896 година било откриено злато, кое било поттик десетици илјади авантуристи да тргнат во потрага по златото. На денешен ден 1926 година во американската метропола на филмот Холивуд починал Рудолф Валентино, северноамерикански филмски актер од италијанско потекло, додека пак на денешен ден во 1948 година во Скопје се одржало основачкото собрание на Фудбалскиот сојуз на Македонија. За председател бил избран Коле Чашуле. На денешен ден е родена Мадона во 1958 година, се уште една од најпопуларните музички звезди на планетата. На денешен ден во Мемфис 1977 година почина Елвис Присли, американски рок-н-рол пејач наречен како кралот на рок-н-ролот. Најпопуларен бил помеѓу 50-тите и 70-тите години на минатиот век, а негови најголеми хитови беа Во гето, Сега или никогаш, Не биди суров, Огнена љубов и многу други. Еве толку некаде би издвоиле некако околу рубриката на денешен ден. Како што реков, од Управата за хидрометеоролошки работи ни носат позитивни информации, температури, како што реков, до 36 степен, во Скопје и околината до 34, а нешто посвежно во западниот и северозападниот регион, околу 26 степени максимална температура, сончево со мала до умерена облачност време и со слаб до умерен ветер од северен правец имаме на територија на цела земја, така да уживајте во доброто време и испланирајте нешто, затоа што сонцето на вистина не ни е достапно 365 денови во годината, за жал. Што се однесува до сценариото и сите содржини кои што ви ги предвидовме за денеска, знаете дека флеш вестите следуваат, па еден рецепт од вкусот на традицијата. Овој пат ќе биде тоа една лажна баклава. Многу живо ме интересира како изгледа оваа лажна баклава, а веднаш потоа ја отвараме првата тема. Тема која што е многу актуелна изминативе 10 дена. Власта врши притисок врз опозицијата за уставни измени со разноразни декларации и манифести. Што има ново на оваа тема ќе чуеме прво во прилогот на Никола Цветковски, потоа следуваат сите сервисни информации како и состојбата на патиштата и граничните премини. Потоа имаме еден прилог кој што го приготви колешката Бела за единствената мултиетничка библиотека во нашава земја, во нашиот град, која се наоѓа во Чаир. Разговараше со гости од библиотеката, поточно со Емри Емили, кој што е библиотекар во истата библиотека, па нашата гостинка која ни доаѓа од Австралија ќе пристигне некаде околу 8 часот и 10 минути. Тоа е Јованка Смилевска, председател на Македонското учителско друштво во Викторија
инаку е голем познавач на македонскиот јазик и дама која што вистински се заложува многу деца на нашинци да го изучуваат македонскиот јазик. Потоа имаме вести традиционално во 8:30 и бараме втората тема, која се однесува на сите оние случувања околу тоа какви се случаи на заразни болести се појавуваат и дали постои место за паника поради трите случаеви на заразени со конго-кримската треска. Тоа е тоа што се однесува околу содржините и сето она кое што го испланиравме, а што во меѓувреме ќе се случува, останете со нас па ќе проследиме заеднички. Следуваат кратките флеш вести. Верувам дека ви се допадна овој рецепт на лажната баклава, а морам да напоменам и дека денеска е последниот ден на Ашурето, во месецот на Ашурето. Многумина можеби сте слушнале, многумина можеби не сте слушнале за најстарото благо во историјата на човештвото. Ашурето, кое што не е само една обично традиционално јадење, туку тоа е символ на споделување, на солидарност, на љубов и заеднички соживот. Така да збор два еве би кажала околу Ашурето, можете и да видите, да погледнете како изгледа. Еве токму вака изгледа едно обично ашуре, кое што од регион во регион може да биде многу различно. Значи луѓето го подготвуваат, основата е пченица, а потоа додаваат многу нешта од она што имаат или што можат да набават. Постои една прекрасна легенда која што јас многу ја сакам, поврзана за зошто почнало да се прави Ашурето. Еве вака заеднички ќе ја споделиме. Всушност зборот Ашуре доаѓа од арапскиот збор Ашура, кој значи 10. И во турската традиција ова јадење најмногу се правило во 10-тиот или после 10-тиот месец од исламскиот месечев календар. Не постои, како што реков, некој единствен рецепт, но се верува некаде дека најмалку 7 состојки треба да содржи, други верувања велат дека најмалку 10 според зборот Ашура, додека левитите секогаш користеле 12 состојки. Пченицата е основа, па се додаваат суво грозје, јаткасти овошја, се што може да се набави од јаткасти сушени овошја, а според некои рецепти се додава и кора од портокал или лимон. Легендата на Ашурето е фасцинантна. Ноевата арка за време на врнежите кои траеле 40 дена се засолнала на врвот на планината Арарат, која всушност е највисоката точка во Турција. И на крајот на потопот, кога се спасиле, сите спасени во бродот одлучиле во чест на завршетокот на 40-дневните дождови да организираат прослава. По тој повод решиле да направат јадење кој ќе содржи 40 состојки. Но нивните резерви храна веќе биле при крај, па решиле секој да даде што има. Во зависност кој од каде бил, го давал она што го имало во неговата татковина. Некој давал суви плодови, некој житарки, некој шекер, суво грозје, портокали, смокви, орис, наут и така натаму. Прекрасно, навистина. Еве, како што реков, денеска е последен ден од месецот на Ашурето и сите вредни традиционални домакинки вчера правеа Ашуре и даваа по пријателите, по блиските и по саканите, така да и јас добив Ашуре и си споделивме заедно со моите блиски луѓе. Нека биде среќа, нека биде благосостојба во секој дом, луѓето нека ги обединува пријателството, добрата мисла и тоа дека навистина овде на овој смет сме дојдени на поминување, да не фаќаме многу кусур за небитни нешта. Ајде да се вратиме на темите, на содржините и на сето на кое што ви го најавив утрово. Прилогот на Никола Цветковски ќе ја најави првата тема на која што после која веднаш ги отвараме телефонските линии, можете да говорите вие, се однесува на притисокот кој што го врши власта врз опозицијата за уставни измени. Манифест за преговори со Европската Унија, декларација за Илинден. Власта председницата за уставните измени се обидува да прави притисок, но и пред избори да собере некој политички поен во име на националните интереси. Но според упатените зачудувачки е зошто ни се потребни вакви документи, кога во Македонија никој не е против европската интеграција или инденското востание, кој пак е составен дел од уставот и законот за државни празници. Историчарот Тодор Чепреганов вели дека декларацијата за Илинден, која предлага СДСМ е за доцната реакција на власта по бугарските провокации, но при тоа појаснува дека тоа е само парче хартија која нема обврзувачка моќ.
Оно што го прави на нашите политички субјекти, пред се оние кои што се на власт, го прават по инерција на оно што прави Бугарија. Ако Бугарија направи нешто, ние дури и тоа не го правиме, не одговараме веднаш, меѓутоа чекаме да помине известно време додека да се слушнат реакциите на определени политички коментатори, субјекти, да реагира јавноста и дури тогаш се преземаат мерки. Според Чепреганов, дискутабилно е и пишувањето на вакви документи без консултација со опозицијата. Тој смета дека тоа ќе создаде нови политички подолби во државата. Сето тоа, како што реков, е притисок на опозицијата за да се прифатат уставните измени. Ова се што се прави е во таа насока. У суштина, мене ме плаши да не дојдеме во ситуација како за време на Информбирото, кој е за Европа, кој е против Европа, кој е против Тито, кој е за Сталин. Мислам дека полека одиме во тоа и ќе почнеме да се делиме по тоа. Еве, веќе имаме оние кои што не го поддржуваат прифаќањето на уставните измени, се декларираат, се означени како руски ботови. Чепреганов посочува и дека никој не е против интеграцијата на Македонија во Европската унија, туку против начинот на кој што тоа се прави, со распродавање на националните интереси. Е време да го кажеме првото добро утро и да ви посакаме среќен ден. Повелете, во програма сте. Добро утро. Добро утро и среќен ден. Пожелувам све најдобро на Алфа телевизија. Исто така ги поздравувам почитуваните слушатели и гледачи. Јас во однос на темата го кажувам следното. Никакво менување на уставот. Јас потполно ги поддржавам опозицијата и сметам дека по диктат на соседот Бугарија не можеме ние да менвиме уставот и уште нешто, Бугарија не сме да се меша во внатрешните работи на било која земја друга. Потполно поддршка на опозицијата да продолжи да не дава поддршка за измени на уставот. Толку имам сузе, среќен ден, све најдобро, успех во работа, добро здравје на сите во цел свет. Пријатно до наредната емисија. Благодарам. Имајте среќен ден и посакувам убави нешта да ви се случуваат на сите, на секаде во светот. Добро утро за следниот гледач. До наредната емисија. Повелете. Ало, добро утро. Добро утро, среќен ден. За многу години дедов. За многу години да ни е. Сузе, дали еден прав македонец ќе се јави и ќе кажи чисто работава што се демни околу Македонија? Уставот да уставот. Стално повторувам истово. Како една европска држава и америчка држава не ги праша бугарите, што сакате вие со уставот да ги метнете бугарите во Македонија? Зашто македонците не ги метнувате таму? Тоа е зацртано со овие албанци, со Бујар Османи, со овие што менјаат улици, овдека со тие нацисти што биле за Втора светска војна и пред тоа. Истите се тие има зацртано са Стефанска Бугарија. За таа реченица што пат ја повторувам Бујар Османи што рече и го честитам празникот на Сан Стефанска Бугарија. За таа реченица се оди у затвор. Тито да беше ќе го снемаше одма. Значи тоа апсолутно кажува што треба да се случи. Да дојде Бугарија да граничи со Косово, со Албанија. Па дали се свесни овие што мислат, овие од СДС што чекаат петок да дојдат, да дигале раце, па не знам, не морало да се гласат одма, па ќе се одложело, тоа чума што е дојден, тактизират, прави некои манипулации, за да може некако да премости нешто, да го заведи народот. Затоа овие ВМРО треба цврсто да застанат. Ја мислам
дека некој паметен од партијата од СДС се сети и испадни јавно ќе кажи дека јас за ова нема да гласам, затоа што Македонија е разнебитуваме. Гледайте како тајно работеле, како овие што ги метнувале по улиците во Скопје. Сите тие биле злосторници, сите тие биле со фашизмот врзани. И сега ние то припрема вршат тие. Затоа тоа се случувало. Како овој народ толку е мирен, миролюбив, не постои друг ваков народ како македонскиот. Да беше некоја друга држава, ќе станеш овие и ќе ги протераше на крај свет да не знаат кај да одат. Зато сега останува туше народот да се освести, да не попушти за мала ситница, за Македонија да внесуваат бугари, треба да се дигнеме сите, да станеме и да ги попречиме. И да не прават вакви работи. Го слушам еден многу способен, бил градоначалник по телевизиве овие 2 дена. Кажува, кој го се напумпал под инекција и да зборуваше она. Ете, тие луѓе се злосторниците на државава. Зато не смееме да дозволиме апсолутно бугарите да влезат во уставот. Цел свет нека влези во уставот, сите држави, бугарите не. Зошто? Затоа што тие, откако знаат за Македонија, само е демнат, да ја раскинат, да ја растурат, да ја расмрчат. От и тие, види сега, што е поемтава. Ако влезат сега бугарите, и друг път сум кажал, ќе се напикат издајници многу, како бугари, со албанците ќе направат заедно влада, ќе поништат Македонија, тоа им е целта да не постои македонско ништо. Така, ви благодарам многу. Истекоа 3 минути, му давам збор на следниот гледач, повелете. Добро утро. Добро утро. Ова е жешката тема на Македонија. Жешко лето, жешка тема, која се одвлекува неколку години наназад и се уште не можеме да дојдеме до разрешница, признавајќи председателот и премиерот што е престолонаследник, не е избран од граѓаните, колку се земени во шепите на албанците, колку се подкупливи за гласовите на албанците, колку се задолжиле кај албанците во име на народот македонски. Значи да не урнисат како народност, како народ, како нација, како држава. И дефинитивно насловот беше, значи, договор за пријателство. Со тоа што ќе не поддржуваше Бугарија во предпристапните преговори. Каде е тоа? Значи, у основ, они не го исполнуваат првиот член од договорот. Договорот треба да се прекине, бугарите никогаш да не влезат во устав. Зашто? Па немаме тука ние одговор. Треба да избришеме цела историја, цела комисија треба да се распушти, договорот да се замрзне или да се прекине и народот у петок го очекувам да излезе на улица. Не е битно дали ќе биде пред влада, пред парламент, нека излезе на секоја улица кај што живее, па да покажеме дека ние сме газди на оваа земја. Нема држава без народ, нема држава без земја. Дозволивме учките од прекуграните што влегоа, со благослов на Европска Унија, таа блудница, што ја викаат, да не се крсти дека е напад врз една самостојна држава Македонија. Тоа беше инфилтрирање на надворешни сили, користење на меѓународната заедница, почнувајќи со Америка, која што ја сметам не како наш партнер, него како наш непријател. Зашто непријател? Па не можеш ти да поддржуваш во моја држава бугари и промена на устав, а мене да ме газиш. Па дефинитивно, ја не знам амбасадорка на дали размислува кога зборува на овие интервјуа. Па ти мене ќе ме присилиш, зашто да ме присилиш у моја земја да менувам име и да станувам северна, кога сум се родила во Република Македонија
во некоја Југославија, не постои Југославија, меѓутоа била вечна Македонија. Македонија има вековито минато, а не е како Америка што ги истерале индијанците. Македонски народ е во петок, излезете да покажеме не дека се овие во право и не дека ние сме немоćни, него дека од нас извира нивната моќ и народот мора да излезе на улица. Не повикувам на нереди, повикувам на едно мирно протестирање и излегување на улица. Колку да имате пари во джебот, колку да можете да се прехраните, и днината на нашите деца зависи од нас, од овие генерации кои што се сега. Не е тоа дека некој треба да се чалам и да се прави херој. Сите ќе бидеме херои пред нашите деца. Така, ви благодарам многу за вашето јавување. Добро утро за следниот гледач. Добро утро. Добро утро, повелете. Благодарам. Потпуно се сложувам со гледачката. Кој ќе дигне рака за гласање? Дали у влада, у парламент, да се менја уставот, исто како да земал пушка да пука во Ченто, Брашнаров, Гоце, у Никола Карев, у Пицу Гули, у мене, у моите деца, у моите внуци, ќе биде осуден исто како нацист, како убица на народот од целиот од Македонија, што не го сака народот, што се продадени за пари, што ќе им дадат по една плата 2000-3000 евра и некои патни трошкови, стануваат убици со руката што ќе дигнат у парламент у петок како има гласање. Благодарам и пријатно. Ви благодарам многу и пријатно. Добро утро за следниот гледач. Дали се слушаме? Ало? Повелете. Канал 5. Јас ве слушам, повелете. Ало? Ало? Добро утро. Повелете во програма сте. Добро утро. Повелете во програма сте. Шехерезада на телефон. Повелете, господја Шехерезада, како сте? Еве, па не сум добра, ама еве, ме иритираат овие работи, Сузана. Колку пати да кажам, зашто јас тука родена стара Скопјанка и знам како се живеело и како се живее се уште. Да по ниеден основ не треба уставни измени во ова наша мила Македонија. Еве треперувам затоа што цел живот плачам. Затоа ми остана тоа како болест. Грешеле македонците, не велам тука кај нас во Македонија и за време Југославија. Зошто грешат сега за транзицијата, бре? Не е можно кога еден македонец ја сака земјата. Не треба на ваков начин, не треба уставни измени. Еве, не велам и за албанската популација кои живееле староседелци, а не и дојденци. Зошто го велам ова? Ако ми дадеш можност да зборам малку за модуларната болница. Зошто сакам да зборам? Еве, отидоа 14-15 души во... Ние сме сведоци на тоа небрежно внимание тие фамилии да страдат. Зошто го велам ова? Еве им шанса, не само Филипче или овие другите што ги поминуваат. Каде е бившиот градоначалник? Зошто и него не го ставаат во листата? Зошто еве им шанса на градоначалникот од Тетово да им се даде можност на овие што загинаа? Ние сме сведоци на оваа време да им се прави во таа модуларна болница еден споменик каде што загина за од небрежност. Да им се зема пари од овие што направиле грешки, не од народот, ни од Тетово, ни од Македонија. Ако треба и по 100 денари ќе вложуваме. Да им се прават улици во Тетово, на секој еден посебно, да се знаат, барем да соживеат тие фамилии што загина нивните родители, нивните деца, млади луѓе многу загина. Еве им шанса на Касами
да го викне и на јавно зборам и од Косово господинот да даде можност да им се прави еден споменик, па да нека ги менја улиците во Тетово. Ова е вистинито. Ова е сме сведоци. Никој не може да кажува дека ајде тоа било да се смени улицата кај нас во Чајет во друга држава. Еве е оваа држава за време транзицијата. Нека размисли господинот Касами во Тетово, градоначалници, да не грешат во иднина. Еве, тоа ми беше да нема измени. Тоа, ако измени, уставни измени има, тоа ќе биде трагедија на Македонија. Так. Поздрав до сите благодарам. гледачи. Ви благодарам, драга Шехерезада. Поздрав и до вас. Добро утро за следниот гледач. Добро утро. Добро утро, повелете. Еве вака. Не е само сегашниот инцидент. Ние сме сгрешиле пред 30 години. Ние сме сите 30 години у војна. Али психичка војна е најлоша војна. Кој ми го јаде пота, ден денеска не можам да добијам. А цел живот сум овде. Сум се одрекол од књаз Никола, прав внук сум, од Петар Негош, од Милован Джилас и да не ги режам. Прво сум македонец, овде сум работел, овде сум и градел, давал доприноси, давал за наша монета, а ден денеска госпожа министерката крива е администрација. У сите институции ја талкам со 3 болести. Моje ништо не важи. Секој ден им идам и тамо. Господо, како господин, првиот изет ме жети, поздрав до него. За 3 дена ме најде. Што бараш ти социјално кога примаш плата? Видиш, академик ви уручува решења. Па имам 3 од ЕУ, од Петар Андерсон Хан, од Аво Орев, од Словенец, поздрав до нив, од преседникот наш Иванов. А сега е најлошо, пошто гледат и ако видат избори, да ви каже овој полуписмениот. Ние останавме бездомници. А и сега како да извадиме нова лична карта? Имаме мене у МВР горе. Имам и Федеративна и Социјалистичка република Македонија. И Македонија исто имав, али сега немам. 3,5 години у Бардовци, срушиле господата стан, направиле палата тамо зграда, работиници и тоа. Опасно е ова, што до фебруари мораме да имаме Народна република Македонија. Јас сум по род и пород Црногорец, али пред свега сум македонец. Тука ми е цела фамилија. 10-15 души се у Бутел, нека им е лесна земја. Имам внуци, правнуци, не идам кај нив. Зашто? Зашто се сите академци. Ти да идеш до Австралија, ти значи нешто важиш. Од 9 сати се летува. И некам да ги срамам. Ке го праша некој колега, кој ти ово, Чичо, нуче, а ја копук ова. Тоа е опасно. Поздрав и срекна недела до сите и се најубаво. Поздрав, ви благодарам многу. Ја имате нашата поддршка да истраете во сите тешки денови, во животот има и вакви и такви денови, но нека бидат, нека се бројат порелаксирани и побезгрижни денови во иднина. Посакувам. Имаме простор само за уште еден гледач. Довестите, добро утро. Добро утро, Сузе, последна се отепа под вртење цела неделя и никако е сега да... Ми не достигавте. Ми не достигавте и драго ми е што ова утро се слушаме. Повелете. Мило ми е. Вака, за ова менување, устав, гласање, да знае нашите прави македонци, иначе
И другите им немам против ништо, али ова што ни се дешава од нас, да се освестат луѓево, нас не идет крај. Менвење устав. Она што се виде во Тетово таму, Костивар, значи ние личиме на 2001. Како не нападне 2001, па како диво населје. Со кој образ дојде Косоварот? Како нашиве не оде негде да се мешаат? Нашиве дома не е средије, а не наидет овде секој да не се предчауш. Страмно, жално, колку су нервозна да знаеш, не мразат луѓе како луѓе, али неправдивите не може да изтрпа. Да се опулет овие гласање, менвење, устав, не. Ќе отвори рани големи, трагедии големи ќе отвори. Да не поставјаме веќе. Ја не знаш каква власт имаме. Немаме ние премиер, немаме ништо, немаме. Нема, трнало наопаку и Господ знае каде ќе завршиме. Ја така сузе, мислам доволно е сега за вестите. Ви благодарам многу. И благодарам, ви посакувам убав ден, еве до вестите, само да споделиме еве некоја интересна информација. Она што сакав да го споделам со вас се однесува на еден рекорд кој што сега во моментов не ми излегува информацијата, се однесува на 5-годишно девојче кој што е еден од најмладите алпинисти во светот и сака да освои нови врвови, но се надевам дека ќе ја добиеме таа убава вест во текот на нашево дружење тричасовно и ќе споделиме да видиме кој е девојчето кое што досега има освоено 4, едни од највисоките, французинка инаку врвови, и се подготвува да го освои и 5-тиот врв, но како и да е, еве и најновите податоци од Управата за хидрометеоролошки работи велат дека деновиве навистина повторно ни следува многу топло време и подгответе се за температури повисоки и од 36 степен. Инаку имаме една изложба во Охрид од глобалниот конкурс Вода и живот, кој што сакам да го најавам. Изложба на победнички фотографии од овој глобален конкурс организиран од Министерството за надворешни работи на Кралството Холандија, која вечер ќе биде отворена во просториите на касарната ХАП Охрид. Оваа изложба всушност е дел од програмата за одбележување на 30 годишнината од воспоставувањето на дипломатските односи помеѓу Македонија и Холандија, а ќе ја отворат амбасадорот Дирк Јанкоп и авторот на победничката фотографија Томислав Георгиев во 2022 во пресред на СОР 27 во Египет. Холандија ги повика ентузијастите за фотографија од целиот свет да создадат и споделат инспиративна и провоцирачка еколошка фотографија во нашиот фотонадпревар Вода живот, но и покрај толку многу примени моќни слики може да има само еден победник. Тоа за наша среќа беше Томислав Георгиевски со фотографијата направена во Црн Дрим во Струга. Ете, ова е убава една вест која што верувам дека сите оние кои што денеска, оваа среда на 16 август се наоѓаат во Охрид, ќе можат да ја посетат и да се восхитуваат на она што ќе го погледнат таму. Точно време е за вторите утрински вести, а веднаш потоа се враќаме со сите останати содржини. Бидете со нас. До вестите во 8:30 продолжуваме со сите останати содржини. Првата тема или можеби втората тема, како милувате, се можност да си го искажете вашето размислување и вашиот став пред да се вклучиме во инфоцентарот на Автомотосојузот. Еве ви ја должам информацијата која пред малку сакав да ја споделам со вас, поточно една ведра занимливост која што верувам дека ќе му даде позитивна шичка на денешниот ден. 5-годишно девојче планира да се искачи на највисокиот врв во Северна Африка.
Откако ги освои трите највисоки врва во Англија, Шкотска и Велс минатата година, Серен Прајс станала најмладата личност што учествувала во британскиот предизвик 3 врва во 48 часа, но малата алпинистка не се станува тука, па сега со нејзиниот 44 годишен татко Глин, искусен планинар, планира да го освои врвот Тупкал во Мароко на планината Атлас, највисоката точка во Северна Африка. Прекрасна занимливост и навистина вест која што мотивира и инспирира. Се враќаме во нашата реалност, во нашата македонска реалност, да видиме каква е состојбата на овој 16 август по нашите патишта, по граничните премини, а на оваа тема најповикан ова утро е Бенјамин Дачик. Добро утро и среќен ден ви посакувам. Благодарам, исто и вам. Поверете. Собраќај на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на собраќај на патните правци надвор градските средини е зголемен. Поради зголемена фреквенција на возила, времето на чекање за влез и излез од државата на граничните премини Табановци и Богородица е околу 45 минути. На останатите гранични премини од македонска страна нема поводи за одржување за влез и излез од државата. АМСМ како и секогаш препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на постојната соорганизна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ косилните речните долини и клисурите каде има можност од појава на одрони. Исто така, сакаме да ви известиме дека во однос на објектот рехабилитација на регионалниот пат П1102, делницата Велес-Градско, ве известуваме дека поради вградување на асфалтен слој од 16.8 до 19.8 ќе биде затворена за сообраќај во периодот од 8 до 18 часот. Исто така на магистралниот пат А3 кај село Очипала на патниот правец Македонска Каменица Делчево сообраќајот се одвива наизменично во една коловозна лента за сите видови на возила. За слични повеќе вакви информации може да набарате на броевите 155 55 за информации или 196 за услугата помош на пат. На сите оние кои патуваат им посакуваме среќен пат, а вам пријатен работен ден. Ви благодарам, пријатен работен ден ви посакуваме и ние, екипата ова утро во Алфа телевизија и јас се разбира. Продолжуваме со телефонските јавувања, двете линии се веќе активни и наред сте вие почитувани. Добро утро. Дали имаме гледач кој што е расположен да говори на една од двете теми кои што ги имаме на дневниот ред ова утро? Повелете. Ве молам, намалете го само звукот на вашиот ТВ приемник за да не се слушаме вака одложно. Повелете. Добро утро, Сузан. Добро утро, среќен ден. Значи, многу работи има, многу жешки теми во држава, ама треба да се рестартира државата од корен. Каде е копчето за рестарт на државата? Копчето треба самите да го уклучиме. Значи, уставни промени никако. Значи, Америка е цел поддржувач, така го даде Косово, така ќе не даде и нас. Никаков поддржавач не е Америка на нас. Америка е најголемиот непријател на нашата држава. Што се однесува до здравството, здравството е за никаде. Значи, која тема човек да ја фати во државата, значи, нема што нешто добро да каже. Значи, овие две партии уништија државата. И овие што сака да дојдат на власт, овие па диби дус. Овие две партии за мене треба да се поништа, да не постојат. Јас сум неопределен. Нека каже некој од опозицијата што ќе направи понатаму со државата. Толку имам да кажам, благодарам. Ви благодарам многу за вашето јавување. Добро утро за следниот гледач. Повелете. Добро утро. Добро утро. Добро ви Бог дал. Повелете. Поздрав од Струмица. Благодарам. Поздрав и до вас. Сега ќе би така нешто Сузаре да кажа. Бидејќи јас сум од индијанска фамилија, од партизанска, имам право да кажам, во мојата куќа сега се реновира музеј за Блага Јанков Вучичов, која песна се га пејале нашите партизани и легалци пред да почнат илегални состаноци. Тоа има големо значење, на кратко, не е досадна, една реченица. Вика така, ние македонците нема да се плашиме
па ќе си ја запејде нашата стара песна. Значи, тоа е значение, оти ќе направи, оти да прави партизанство. Значи, и партизани и дезери, значи, со пушки во раце. И сега дојде партизаните ги потиснаа непријателите. Едноставно фашистите. И мора да се преземе мерки. Ние често македонци мора да преземе нешто, значи да се запееме старата песна. Да се обединиме, да кажеме култура, значи не съм така, ама ако треба и така. Значи, мора да се преземе мерки, за да се ја спасиме државата со толку жертви, борци, крв на прелија од Турско, во Бугарско, во Српско, за време окупацијата 41 година, 45 и се, кога ќе прегарав авамо вера, од тај човек кој съм го одучевал, значи сега треба да се плаши човекот, да не дојде кој е чесет, кој е за Европа, кој не е за Европа. А си сме за Европа. И 48-9 година, на време информирото, пак се биде сите за комунизъм, ама едните за Тито, други не биде за Тито. Хайде да говори от. Значи, пак да не се случи такви работи, трябва народ наш да се осознае, ама за това трябваше да има честни интелектуалци, честна интелигенция, да го даеха правят добър на македонският народ и да знае как да се зачува държавата. От и много антидържавни елементи се сувара. От 90-та година плеяда стара. Плеяда. Гриди колко ще сакаш. И мора да се зачуваме, държавата да се я спасаме, иначе Господ ќе накази ефтен. Ви благодарам, морам да признам дека ве слушав многу лошо, како од бунар ве слушав, така да верувам дека гледачите малку подобро ве слушна и разбра од мене и да се надеваме дека со следните јавувања нема да имаме вакви и слични проблеми. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Македонија, добро утро, Сузана Турунџиева. Добро утро, Тале. Вечна слава на твојот прадедо таму што ти беше Александар Турунџев. Само се прашувам, колку СДСовци ја знаат песната за Александар Турунџев или се уште сањају плавог слона од 1000 тона, каква песна, каков текст, вака нешто да се слуша. Значи, Александар Турунџев не му е вака мил. И многу наши македонски партизани, борци, комитети, не им личи македонскиот патриотизам. Им личи да се предавници, јуди. Замисли да си јуда јавно пред цел народ, пред цел свет. И сега бугарите барале уставни измени кај нас да се внесат некои си бугари во нашиот устав. Па бараат, ти знаат дека има безкичмени во Македонија. Заев се пред да биде така наречен премиер, рече дека ќе свиткаме кичма. Значи безкичмени, безрветни. Значи оној кој нема кичма и ја витка, тој е без рвет. Такви се тие од СДС, така се чипирани од Тито и Удба, од Асном па до ден денеска. Зато ликвидираат цело асновско раководство и тогаш витка кичма пред Белград, така да не правеа Јужна Србија овдека со србизација, а сега прават бугаризација, прават албанизација, прават погрчување на се македонско. Се прават богокулно антимакедонско. Што добро направија тие? И се замисли, нивниот лидер ти вика на ови, вртикапите од СДС, Србо, јас ти викам вака, контраверзни се, значи, тие се јужно-северни, пошто нешто вчера беа само јужни словени, но сега станаат јужно-северни, србо-бугарофили, грко-албаномани. И сега се исто и она, комуњаро, антикомунистички НАТО марионети. Се и се што се, но луѓе со образ и со кичма, со рпет по македонски, никогаш не биле. И сега
прават притисок врз опозиција, со линч, со закани, со уцени, како што правеа само пред колку години, кога Австрија затвораа пратеници, тероризираа дома, им влегува на деца, им се заканува по живот на деца, да гласале за фашистичко Северна. И сега некои квази патриоти по Фейсбук ги слушам, само ги читам, наместо да дадат поддршка на ВМРО во овој отпор на терор кој се прави од западни фашисти и од СДС дуи властва фашистичка, тие го напаѓаат ВМРО. А квази патриоти, знаеш. Сега друго што да кажам, Бог да ги прости нашите струмички студенти убијани 1951 година, фашистички, без суд, без вина, на Беласица планина, па се надевам дека телевизија Алфа, која емитува филм за тие наши струмички студенти, Златната петорка филмот, че дајте таа песна еднаш, оти заслужуваат млади на 18 години убијани, кои гореле за Македонија, и биле убијани дека ја сакале мајка Македонија. Еднаш таа песна нивна да се слушни на овој македонски медиум, пошто табу тема се жртви за Македонија, жртви за независна Македонија. Они кои се бореа, гинеа, Ченто и другите за независна Македонија, сега се табу тема и по 31 година независна Македонија. Слава им на хероите кои што ги дале своите животи за Македонија. Навистина, вака е тажно кога се подсетуваме на некои вакви огромни, недодоместливи човечки загуби, но добро е сепак да се споменуваат и никогаш да не се заборави што се случувало наназад низ историјата. Имаме простор за уште еден гледач во овој прв дел. Добро утро. Ало, благословен ден. Благословен ден, повелете. Морам да, мисля, историјата треба да ја познаваме. Значи, партизаните, асно не беше формирано за да се Македонија да биде бановина српска, него од бановина српска е направена Република Македонија. Благодарејќи на тие водачи партизани, на чело председател Тито. Дали Тито бил веник или не веник, мене тоа не ме интересира, не сме да не судиме. Меѓу тоа благодарејќи на него, па станавме Република и на комунистичката партија. Ние комунизам немаше во Југославија. Комунизмот иначе, јас сум го читал статутот. Статутот на комунизмот исто како Божите заповеди. Да му кажеме само на претходниот век, учи малку историја. Иначе, јас апелирам, ДПМН, че не го спомнувам ВМРО, да внимаваат овие претеници од ДПМН. Ако сакат да имат олеснителна околност при пресуда кога ќе дојде ВМРО на власт во Македонија, кога ќе им се суди за сите ни досега криминални действија што ги правеле. За СДСМ да не зборуваме. За овие и да не, значи како СДСМ така и ДПМН има зло направено во Македонија. Големо зло има направено во Македонија и денеска, затоа овие вршат притисок, кои знаат дека едните и другите се лабави за пари. Ние како гледаме, ние имаме пресуда на еден началник за УДБА од ДПМН, началник на УДБА да брани државата, само 25 стана стекнал за неговиот мандат сега. Му се одземат колку пласеви, колку вили, колку други богатства. А тоа Тито не го доживал ако беше преселено на 22 милиона. Ништо само една цигара пура, пушил и тале ќе му прикажи. Па Тито бил маш, пушил пура, не пушил друго нешто. Па тоа и остави, ништо не остави. Жена му беше без пензија. Али Ахмети, внук му дошол за еден сат, внук од 25 години, гиганти, пари, милионери. Значи, овие се сите злостори, благодарејќи на овие предходен го поддржа, благодарејќи на СДСМ и ДПМН, не викам на ВМРО, нека префрлувате многу, нека не ги комбинира многу прилеп. Кога ќе дојде ВМРО на власт, ДПМН и СДСМ ќе им се судит. А јас лично сум против Европа, ваква Европа сатанизирана, со кој ми е наметнуи морали, антихристи, против Божјата волја, против Бога. Тако Европа мене не ми треба. И НАТО јас сум бил секогаш и против НАТО и против НЕФ. А не како овие вртни капи, како тоа ДПМН и СДСМ. Од кога заврши, од кога се самостои Македонија, нишните идеја беа само имаме една, ние вика варијанта само Европа не е тоа. Така, не е така и нема да биде така. Македонија се опстане Македонија, меѓутоа уште еднаш апелирам овие две злосторнички партии да ги снема сцена, иначе најголемиот поддржавач за ова за Богородиците е токму ДПМН, премиерот кој беше премиер беше. Во времето на СФР кој дезертираше некој војник кој избегаше па оказва на смртна пресуда. Ние премиер имаме, дезертира
во Бугарија и уште не ракови со Македонија овде. И ја оплешка продаде Окта македонската рафинерија што беше и сега тој не онака. Сега само не само значи ДПМ не сега само се две досторнички партии продадени душички, овие кои стоат за нив, кои ги штитат ДПМ и СДСМ, исто се кон нив. Исто сносат одговорност и пред Бога и пред народот, че сносат одговорност. За ситни продадени душички седел некој дома, додека бил во мори да имал плата, не работел ништо и не некој му даде. Ви благодарам. Истекоа 3 минути во интерес на времето и нашето сценарио. Предлагам тука да направиме една кратка пауза во овој дел. Со јавувањата ќе продолжиме некаде од 8:55 па натаму. Следуваат материјалите кои што ви ги подготвивме, нашата гостинка која што веќе е пристигната во студиото, но претходно да го погледнеме прилогот на нашата Бела, која што ја посети единствената кај нас мултиетничка библиотека Цветан Димов во Чаир и разговараше со библиотекарот Емри Емини. Во оваа епизода на рубриката Да ја подигнеме читачката култура, ќе ве прошетаме во единствената библиотека која што има мултиетнички карактер. Се наоѓа во Чаир и се нарекува Цветан Димов. И на огромно задоволство ќе разговараме за прв пат со маж библиотекар. Емри Емини, ви благодарам што ја прифативте поканата, ви благодарам што ви имаме во Добро утро секој утро. Добро утро. Најпрви ви благодариме што одвоивте време да ни посетите. Јас сум библиотекар Емри Емини, работам во Централната библиотека Цветан Димов. Првин да почнеме малце со историјата на библиотеката. Библиотеката, Централната библиотека Цветан Димов се наоѓа во просториите на општина Чаир. Порано беше сместен во бараките Бит пазар, така да кажеме позади денешна, мислам, амбуланта Бит пазар. Да. Сигурно по старите генерации се сеќаваат. Да, сигурно по старите генерации секогаш кога доаѓаат го спомнуваат, значи тоа место сте биле сместени таму и сега сме тука. Под општина Чаир сме тука. Во иста зграда сме, имаме посебен влез, имаме голема површина и со голем број на книги. Ајде да кажеме колков е капацитетот на книжевниот фонд овде? Па книжниот фонд, мислам бројката тука се движи над 120.000 книги. Ова библиотека е мултинационална библиотека. Имаме книги од 3 јазици. Имаме книги на албански јазик, на македонски јазик и на турски јазик. Предпоставувам, бидејќи сте единствена таква библиотека во Скопје, па можеби и пошироко во околината, тоа значи дека привлекувате огромно внимание кај читателите и од подалечните краеви, можеби доаѓаат од другиот крај на Скопје, од Сарај и од други локации. Колку се чести посетителите во оваа библиотека? Вака, сега имаме читатели, мислам, и од колината на Скопје, и од Сарај имаме, и од Студеничани. Претежно тие што учат во средни училишта не посетуваат, бидејќи имаме фонд на книги на албански јазик и доаѓаат, многу често доаѓаат. Да се навратиме повторно на историјата. Кога настанува оваа библиотека? Вака историја, како, да кажеме, Централна библиотека беше самостојна библиотека. После, во 1984 година, настанал дел на главната библиотека, браќа Миладиновци. Како Централна библиотека има и 5 подвижни, мислам, подружници или наречено клонови. Имаме библиотека во Радишани, населба Радишани, бидејќи ова Централна библиотека опфаќа 3 општини. Општина Бутел, општина Газибаба и општина Чаир. Во општина Бутел имаме 2 библиотеки. Библиотеката Наум Охридски се вика во лоцирана во Радишани, во трговскиот центар. Тоа ни е сопствена, мислам, библиотека. Има големо движење, има голем број на читатели. Па после исто во општина Бутел имаме уште една библиотека. Таа се лоцирана во основно училиште Климент Охридски, се вика Ѓорѓе Абаджиев. Порано беше сместен таа библиотека во самата општина Бутел, кај новата зграда,
а сега моментално се наоѓа во Основно училиште Климент Охридски. Потоа имаме исто подружница, имаме во населба Автокоманда, под општина Газибаба. Таа библиотека е сместена во Домот на културата, исто така е нов објект и таму имаме голем број на читатели, имаме големо движење, задоволни се читателиве. После имаме исто подружница во општина Газибаба, во населба Ченто, се наоѓа библиотеката 25 мај, таа е во вклоп на Основното училиште 25 мај и Коле Неделковски библиотеката се наоѓа во Стариот дом на културата. Она што можеме ние да им го ветиме на гледачите е дека ќе ги посетиме сите библиотеки, ќе им ги доближиме, но овој пат да се лоцираме, односно да се фокусираме на библиотеката Цветан Димов. Им покажавме каде точно се наоѓате на гледачите кои што можеби поминуваат од овде, живеат во општина Чаир, поминуваат од овде, а ја одминуваат библиотеката не знаејќи дека овде има царство на книжевноста. Како е низ годините, бидејќи се работи за една од најстарите библиотеки, како е низ годините, растечка ли е читаноста, мислам, бројката на читатели или се намалува? Што вели вашата статистика? Вака, според статистиката, во 90-тите години имаше поголем број на читатели, колку што читав ја, поголем број на читатели. Значи, во 90-те години, значи, имал број на читатели негде 4000, над 4000. Сега моментално може да кажам над 1000 читатели имаме. Членови, значи, над 1000 членови. Многу се намали. Сега... Се надеваме дека ние ќе го разбудиме интересот низ овој разговор со читателите, бидејќи навистина споменавте имате огромен книжевен фонд. Еве што е она што најмногу се бара во последно време? Имате ли хит книга која што сите ја бараат овде? Кои се оние наслови кои што во текот на овој период се најпобарувани од читателите? Вака, сега претежно читателиве барат слободно читање. Мислам, летен одмор и барат нешто слободно читање. Лесна литература, така. Ученициве претежно зимат исто лектири, нешто за одмор, така, има интерес. Ние сме земале на иницијатива од лани, значи, секоја година имаме активности, скоро секој месец имаме активности и нешто се разбудија. Читателиве, има повеќе посети имаме. Кој доаѓа повеќе? Еве, ако можеме да одредиме генерацијски, што се забележува, кој чита повеќе, повозрастните или помладите? Вака, во нашата централна библиотека, да кажам вака, претежно работиме со ученициве и со старата популација, мислам со пензионериве. Младата популација малце послабо е. И сега мора да превземеме нешто за да подигнеме малце свеста. Тоа значи дека ковате планови и идеи за тоа како да ги привлечете? Да. Еве, на пример, до сега сме работиле претежно со децава, со основни училишта и мислам сме задоволни. Имаме групно членство, се заинтересира, доаѓаат заедно со наставници, го посетуваат библиотеката. Значи некако се оживува библиотека, почнува да се оживува. Се оживува и ја оживувате вие вработените овде и низ различни работилници и настани кои што ги организирате. Имате неколку традиционални настани, би сакала да искористам приликата и да ги споменам. Од текот на годината имаме разни настани. Претежно, например, кога имаме празници, например. Еве, 8 март го празнуваме Ден на се словенски просветители Кирил и Методи, а имаме на посебна активност, традиционално тоа веќе корица на книгата. Сега покануваме неколку школи и тие деца учествуваат со нивни цртежи и ние тука покануваме тројца наставници по ликовно. Тие цртежи децава имаат слободно цртање, корица на книгата и ги донесуваат цртежите и таа комисија, мислам, прави селекција кој е најдобар цртеж. Тоа се вика прво место, Гран При, се вика првото место и ние доделуваме награди.
Добра награда и потоа цела година таа одбрана корица ги краси вашите простори колку што можеме да. Сите тие цртежи низ цела библиотека, низ цела просторија на библиотека ги залепуваме до следната година. Значи доаѓаат деца, ги гледаат нивните цртежи и се радуваат со тоа. Што е она што и друго се разликува оваа библиотека од останатите? Какви други настани одржувате во текот на годината? Ние имаме еден посебен настан, тоа е Ден на учителот. Значи кај албански наставен јазик имаме празник 7 март, Ден на учителот, и тоа го празнуваме. Исто така имаме Ден на албанската азбука, Ден на турската азбука, ми само сите националности ги празнуваме. Затоа сте мултиетничка библиотека и затоа се издвојувате и сте посебни и по ова. Би сакала уште за самиот крај да кажеме, да раскажеме ни сегменти како е поделена. Споменавте дека има голема површина, споменавме огромен книжевен фонд. На какви сегменти е поделена библиотеката? Има едно нешто што многу ми го привлече вниманието мене, се работи за стари книги. Пака, ќе почнуваме сега библиотеката, како што спомнав, е тројазична. Имаме детски оддел, имаме белетристика, имаме стручна литература и странска литература. Едно рафче, може да кажам, имаме стари книги. Како нарековте, музеј, мало музејче. Мало музејче, така да, може да спомнуваме мало музејче. Имаме стари книги и сега читателиве кога влегуваат, очите му се директно кај тоа каче музејче, што викаме. Го привлекува вниманието. За какви книги станува збор? Имаме стари книги и од стручна област и од книжевност. Имаме и стари енциклопедии, имаме енциклопедии, мислам, од различни јазици. Од пред колку време? Пред Втора светска војна. Јас сум ви многу благодарна за одвоеното време. Ви благодарам што ни раскажавте и не прошетавте со мислите, а и физички нас овде во библиотеката Цветан Димов. Верувам дека ќе го разбудиме интересот и дека таа бројка која што споменавте ќе порасне многу повеќе после овој наш разговор. Се надеваме и ве благодариме што одвоиве време уште еднаш. Господин Имри, ви благодарам и на кафенцето. Почитувани, се наоѓаме во општина Чаир, поточно во библиотеката Цветан Димов или омилената библиотека на Чаирчани. Јас ќе уживам во утринското кафе кое што ми го подготви овде. Еве време е за нашата гостинка која што ви ја најавив на денешното почетно дружење. Впрочем, нашата гостинка ни допатува од Австралија, но е на привремен престој во нејзината родна Битола. Наша гостинка е Јованка Смиглевска, председател на Македонското учителско друштво на Викторија во Мелбурн, Австралија. Топло добре дојде и драго ми е што ова утро имаме можност да споделиме многу нешта за важноста и за животот на македонскиот јазик на најоддалечениот континент, но не само таму во Австралија, туку и низ цела Европа и низ светот, низ целата диаспора, каде што има семејства во кои децата треба да го знаат македонскиот јазик. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и ве благодарам на одстапеното време да бидам ваша гостинка. Јас верувам дека ова време во кое што ќе се дружиме се до 8:30 ќе биде продуктивно и ќе биде можност многу повеќе да слушнат нашите гледачи, но и сите останати во диаспората кои што знам дека не гледаат. Не е секаде утро, некаде е попладне, некаде е доцна навечер, но верувам дека ќе се радуваат за се она што ние ќе го споделиме, за училиштето во кое се изучува македонскиот јазик и за сето она кое вие 28 години го правите таму во Мелбурн. Кажете ми нешто околу стартот на вашата, кога започна вашата учителска мисија во Австралија? Па од самиот почеток, кога стигнав во Австралија, по неколку месеци разбрав дека во Австралија се изучува македонски јазик и се пријавив да работам како наставник во Викториското училиште за јазици, кое работи само во сабота, 3,5 часа се одржува. Ја имав таа среќа, наскоро да ме повикаат, значи последна година започнав да работам и да предавам македонски во сабота.
по не многу долго време, исто така разбрав дека има во населбата кај што јас живеам во близина, дека има двојазично училиште каде што се изучува македонски и англиски јазик во редовното училиште и дека децата секојдневно го изучуваат наставата на два јазика. Нормално дека бев изненадена, но и среќна и ми се отвори можност да се пријавам да работам во почетокот како помошник или асистент во училиштето и после 2 години кога се доусовршив, бидејќи имав завршено самопедагошка академија, морав да завршам, да се доусовршам, да завршам факултет за образование, а подоцна и магистратура и започнав да работам како наставник и се од, да кажем, 2000-та година работам како наставник во основното училиште Лајло Норд во населбата Лајлор во Мелбурн, каде што можам да кажем дека следната година ќе имаме 6 оделенија со ученици од забавиште до 6 оделение кои го изучуваат, следат наставата на два јазика. 50% на македонски и 50% на англиски. Браво, секоја чест, навистина верувам дека е огромен предизвик за вас. Пред да ве прашам што ве однесе патот токму во Австралија, морам да кажам за гледачите дека всушност животот е големо чудо и нема случајни нешта. Морам да кажам дека ние втор пат всушност се среќаваме со мојата денешна гостинка Јованка. Прв пат се сретнавме пред 32 години. Точно така. Патувајќи заедно од Мелбурн на кај Скопје. Да. И тоа ни беше прво патување во Македонија. Зошто? Заради тоа што Македонија беше тазе држава осамостоена после 8 септември 91-та година во минатиот век. Јас замина во Австралија како југословенка, но кога се враќав есента истата таа година, се враќав веќе како македонка. Какво беше вашето чувство? И се сеќавам дека по авионот многу добро се дружевме, вие сте со 4-месечно бебе, така? 6-неделно бебе. 6-неделно бебе, да, и поголем син. 4-годишно дете, да. И 4-годишно дете, кое јас малку се трудев да го забавувам, но како вчера да беше, се сеќавам колку беше тоа навистина интересно патување, преполно со емоции, поради многу причини, заради тоа што навистина тоа беше многу сензитивен период низ кој поминуваше Македонија во тогашна Југославија, се уште откако како што реков, јас ја напуштив летото 91 година. Јованка, кажете ми што друго, кои се други карактеристики за ова училиште, ова двојазично училиште, кое што ми е мене многу информација мотивирачка, со оглед на тоа што во Мелбурн живеат, би рекла, најмногу македонци на целиот континент. Да, и јас тоа би сакала да го потврдам. Разгледував некои податоци од пописот во 2021 година. Значи, во Австралија има вкупно 111.000 лица со македонско потекло, од кои 66.000, малку повеќе од 66.000, дома зборуваат македонски. Значи, од овој вкупен податок, можам да кажам дека во Викторија има половина од овој број, 50.000 македонци, и тие живеат повеќе се, да кажам, стационирани во Мелбурн, и од нив 30.000 македонци дома го зборуваат македонскиот јазик. Значи, овој факт ни кажува дека македонскиот јазик во Викторија, државата Викторија и во Мелбурн е присутен многу одамна. Тоа можам да го кажам дека имам податок дека се изучува повеќе од 50 на години, прво во приватни, а потоа и во државни училишта, а учителското друштво постои веќе 40 години. Какви се активностите на македонците таму и каков е статусот на македонците, ме интересира? 50.000 бројка е навистина бројка за респект. Да, па видете, ние имаме многу големи, можам да кажам за оваа генерација, имаме големи бенефиции да си го негуваме нашиот јазик, нашата култура, нашите традиции, но сето тоа би сакала да кажам дека е
се должи на тоа што нашите предходници кои отишле многу одамна се избориле за тој статус. Насекаде во Викторија има преводи на македонски јазик, има помош од преведувачи на македонски јазик, еве, значи, го има во училиштата, во државни училишта и како јазик се изучува во редовната програма и има матурска на македонски јазик. Постојат неколку средни училишта во кои што се изучува, во Викториското училиште за јазици, во основни училишта, така да имаме многу ученици и поминале многу наставници во текот на овој период. Јас сум само една од многуте одлични наставнички и би сакала да кажам дека неколку од најзаслужните за вклучување на македонскиот јазик во наставната програма во училиштата во Викторија се Пандора Петровска, Снежана Климовска, Стефо Стојановски, Лилјана Тасевска и други. Всушност во 90-тите години, не знам дали ви е познато, македонскиот јазик од викториската влада беше преименуван во македонски славоник, Macedonian Slavonic. Нашето учителско друштво, под водство на Пантора Петровска и Снежана Климовска, водеше легална битка против државата за да го врати името македонски или Macedonian и тие ја добија таа битка, која што траеше долго време и горда сум да кажам дека под водство на такви наставници денес промени можат да се направат, да. Да, и се уште се негува македонскиот јазик во многу училишта и имаме државна матура која што се полага на македонски јазик. Секоја чест. За тие што сакаат да го одберат тој предмет. Секоја чест и едно огромно браво и респект за сите ваши колешки, наставнички, достоинствени македонци и македонки учители кои што знаат дека темелот на постоењето на државата лежи во образованието и во познавањето на нашите корени, во познавањето на нашата историја. Кога вие таму далеку во Австралија сте успеале да го вратите назад името македонско, тогаш зошто ние не би можеле да направиме некои нешта овде кај нас? Колку сте во тек со случувањата, со сите оние наметнати, изнудени промени кои што ни се случува или од лоши договори, лоши политики, сме доведени во ситуација да ни се негира и историјата и нашето постоење? Па секако дека сум тука, повеќе сум во тек со настаните и мислам дека тоа е разочарувачки и морам да го споредам со настаните и работите што се случуваат во странство, во Австралија, каде што јас живеам. За било каква промена, за мала промена, треба да има многу истражување, многу стручњаци, многу мислења за да се донеси до некаква промена. Не може нешто да се променува без да биде истражено, без да биде разгледано од многу стручњаци и да се донеси таа одлука заеднички со сите фактори кои се релевантни за таа промена. Така. Значи тоа мора да се случува заеднички. И заради тоа малку сум изненадена од работите што ги слушам тука, што се случуваат. Иако не ги знам многу во детали, не би рекла дека ги знам многу во детали промените што се планираат да се случуваат, но би рекла дека треба подолго време за да се испитува и за да се одлучува, за да се прават некакви промени. Така, со оглед на тоа што имате 28 годишно учителско искуство таму во Австралија, кажете ни, споделете ни нешто повеќе околу статусот на учителот таму, на кое скалило е во општеството. Кај нас просветните работници, учителите, наставниците, професорите се во една навистина незавидна ситуација да работат за да преживеат и нивниот личен доход е понизок, помал од просечниот просек. Просекот, просечната плата во нашава земја, што не се случува во ниедна земја во светот, не и во тоа сме, да речем, први, водиме. Како е таму? Па би рекла дека и таму статусот на просветните работници не е најдобар, но сепак е многу подобар од тука.
дека имаме бенефиции, имаме обврски кои што треба да ги правиме, но имаме и одредено време да се доусовршуваме. Значи, наставникот никогаш не завршува со завршување на факултетот, секогаш учи до крај на животот, учиме и од учениците, учиме и од промените во светот и така натаму, но за сето тоа се одредува време и не може тоа да се направи преку ноќ. И еве, например, сега се планира некои промени на викторискиот кирикулум или наставен план, и тоа се случува постепено, ни се дава одредено време. Имаме соодветни работилници, имаме, да кажам, одредено слободно време за тоа да го направиме. Имаме, морам да кажам, сигурно подобар статус од наставниците во Македонија, но сепак, зборувам во име на сите наставници во Австралија, имаме голем притисок за доусовршување и секогаш да ги правиме тие промени, да бидеме подобри, да истражуваме, да видиме како можеме подобро да ги научиме децата да бидат добри граѓани на светот. Така е, браво. Австралија беше единствен континент кој што за време на пандемијата направи комплетен локдаун. Значи го затвори континентот и за влез и за излез. Колку тоа се одрази во образовниот процес и дали остави одредени последици врз сето она како течеше кај нас, се учеше и се работеше од дома, меѓутоа ефектот потоа не беше ист, значи се чувствуваат последиците од тоа учење од далечина. Да, исто тоа се случи во Австралија. Беше многу тешко да се одржува настава онлайн или преку интернет, бидејќи најголемата работа се оставаше на родителот, а родителите не се стручни лица за да ги научат своите деца. Колку долго траеше таа онлайн настава? 2 години или повеќе? Па со некои прекини 2 години, би рекла. Имаше прекини кога одлучија да одиме назад, па потоа пак ги затворија децата, но сето тоа доведе до еден заклучок кај нас наставниците и кај родителите дека наставата не може да се изведува само преку предавање на материјалот, туку треба децата, всушност во Австралија кога се изведува наставата, ние ги учиме на час. Децата не си одат дома и не се не е тоа терет на родителите да ги учат дома, бидејќи тие не се стручњаци. И се почувствува, еве да кажем, во минатата година, посебно со децата што дојдоа во забавиште, кои што не беа во градинка, не беа спремни да почнат годината, се чувствуваше дека се по-неспремни, мали се уште, понезрели за да ја започнат годината. Исто така во секоја година што ако учеа во прво одделение, тие што беа во второ одделение, наставниците осетија послаб, помал раст на развојот кај децата. Побавно напредувале. Но заради тоа викториската влада донесе одлука да се даде помош на училиштата и да има, ако имат потреба од писменост, да кажам, да одредат наставник, уште еден да помага во одделенијата, или за математика, значи има додатни наставници кои што би помагале во било кој дел од наставата или да кажам ерија или оддел за математика или за писменост, би им помагале на децата за да го достигнат нивото каде што треба да бидат. Браво. Убавата страна на вашата мисија помеѓу останатото, има и тука многу други убави нешта, но една од поубавите е тоа што вие сте вмрежени, наставниците, учителите по македонски јазик од диаспората сте вмрежени и буквално функционирате преку заеднички Zoom состаноци, средби, поврзани сте и ја знаете некако глобалната слика на македонците кои што се раселени низ светот и секаде каде што има потреба и каде што имат деца кои се на возраст да започнат со изучување на македонскиот јазик. Во моментов сме и пред уписите токму за
почеток на учење на македонски јазик, како сте тука организирани? Секако дека сме поврзани, но би сакале да бидеме уште повеќе поврзани, бидејќи знам некои држави кои што не сме сигурни дали воопшто се предава македонски. Македонското учителско друштво на Викторија беше иницијатор пред 2 години за формирање на еден професионален нетворк помеѓу учителите од цел свет. Тоа го почувствувавме со пандемијата, дека ни треба да бидеме поврзани, за да ги делиме нашите искуства, за да ги делиме нашите успеси или падови, да видиме добри практики, да, како да се подобриме, да ги делиме материјалите. И заради тоа го формиравме пред 2 години, веќе значи ова е скоро почнува 3-та година, како заеднички учители од Австралија, Хрватска, Швајцарија, Германија, Малта, Соединетите Американски држави, Франција, Шведска, Словенија и Србија соработуваат за да го промовираат, за да го подобрат нивната настава, да ја подобрат по македонски јазик и да го промовираат изучувањето на македонски во земјите во кои што се наоѓаат, делејќи ги искуствата меѓу себе. Сега под мотото Учи македонски и мајчиниот јазик е нашето богатство, ние го промовираме јазикот со, да кажам, заеднички видеа. Одлучивме дека тоа е засега најдобар начин и сме направиле повеќе промотивни видеа за Кирил Методи, за Денот на македонската азбука, за Денот на мајчиниот јазик, за Великден. И сега подготвуваме едно за почетокот на учебната година со информации каде би можеле да ги запишуваат децата, ако сакат да изучуваат македонски јазик, во земјата во која што се наоѓаат. И дури јас би сакала да нагласам дека и ако нема настава на македонски јазик, родителите се тие движечка сила кои што можат да побарат во секоја држава каде што живеат, да се оформи еден таков клас и да бараат тоа од државните училишта и државното Министерство за образование во кој што живеат, да се вклучи македонскиот јазик. Нормално дека треба да има ученици, за тоа се тука родителите. Исто така имавме напишано заеднички проглас кој го испративме минатата година преку социјалните мрежи до сите родители низ цел свет за да им кажеме дека треба да се негува македонскиот јазик и треба да ги запишуваат своите деца да го изучуваат македонскиот јазик. Браво. Да. Навистина е убаво да се чуе ова, убаво е да се подсетат сите оние млади и нови семејства кои што заминуваат некаде низ светот и првата и основна работа им е нивните деца да го учат јазикот на земјата во која тие се населиле, но уште поважно е да се слушне ова и да се подсетат дека никогаш не треба да заборавиме од каде сме, кои ни се корените и да се учи мајчиниот јазик, бидејќи тоа е нешто кое што ја чува и нашата земја и нашата традиција. Народ без свое минато не може да има своја иднина, така нели? Исто така, точно е тоа, но исто така би сакала да нагласам дека изучувањето на било кој јазик има бенефиции. Значи, тоа е докажано со многу студии кои истражувале за двојазичност и тоа е кај нас, значи, во пракса докажано во двојазичното училиште, каде што деца од забавиште почнуваат да учат на 2 јазика, 50% на англиски, 50% на македонски, и тие се исто добри, многу пати и подобри во резултатите по англиски и по математика, иако математиката изучуваат на македонски, како другите деца што изучуваат англиски 100%, значи секојдневно. Значи не е само тоа дека е наша традиција, наша култура, туку дека секогаш кажувам дека изучувањето на секој јазик има бенефиции и предност кај секој дете. Така. Јованка, многу ви благодарам
за вашето гостување. Има ли само уште нешто важно што сакаме да кажеме? Да, јас би сакала да испратам порака до сите родители, баби и дедовци кои што живеат во било кој земја во светот и да им се обратам со извадок од прогласот што го напише наставниците во првото здружение на македонски јазик во светот. Ве молиме, запишувајте ги децата да го учат македонскиот јазик во училиштата каде што живеете и запомнете дека јазикот е првиот и фундаменталниот белег пред заедничката територија, религија, историја и други елементи кои го чинат идентитетот на еден народ. Само така вашите деца ќе научат да се вреднуваат себе си, својата култура, традиции и идентитет. Само така ќе го сочуваме она што за нас е единствената тковина, јазикот. И би сакала да завршам со дел од интервјуто на професор доктор Елка Јачева-Улчар, научен советник во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, објавено во Нова Македонија. Мојот мајчин јазик ги живее најдраматичните и најкритичните моменти од своето постоење на долгата историска оска. На мојот мајчин јазик дома му е куса љубовта од младите македонци. На мојот мајчин јазик му станува кус бројот на неговите говорители. На мојот мајчин јазик му е куса грижата за него од државата. Само едни нешта ичне му се куси, неговата уникатност, на која се испишани страници и страници литература. Неговата глаголивост, на која се раскажани усно илјадници приказни. Неговата милозвучност, на која се испеани најубавите народни песни на Балканот. Па затоа ќе живее долго, толку долго, колку што ќе живее и последниот човек што зборува македонски. Прекрасно. Многу ви благодарам и убав престој, ви посакувам многу успех и се надевам во следните 32 години побрзо ќе се видиме, нема да чекаме толку да поминат. Одиме со вестите во 8:30. Благодарам. 8 часот и 50 минути вистинско време да ја отвориме дискусијата официјално и на втората тема која што изминативе десетина па и повеќе денови предизвика на вистина голем немир кај населението, кај граѓаните поради присуството на конго-кримската хеморагична треска кај тројца пациенти на нашиве простори. Има ли простор за паника? Ќе погледнеме од прилогот на Ања Лукарова. Граѓаните збунети и исплашени од вирусот конго-кримска хеморагична треска. Од Комисијата за заразни болести смируваат дека нема простор за паника. Вирусот не се пренесува преку воздух, туку исклучиво по пат на каснување од крлеж, кој е заразен со болеста. Крлеж има многу, но не е секој крлеж заразен со вирус. Како превентивна мерка Комисијата ќе бара од владата акцијски план за да се утврди колку често овие крлежи ги има и во кои региони се детектирани, за да се направи итна дезинсекција. Апсолутно нема потреба од плашење и од паника, затоа што ова болест не е болест која се пренесува лесно, пренесувањето е исклучиво по пат на каснување од крлеж кој што е заразен со вирусот. Крлежи има многу, особено во летните месеци. Ова затоплување глобално исто така допринесува за нивна поинтензивна активност, меѓутоа не е секој крлеж заразен со некој вирус. Инфектологот Вело Марковски вели дека нема простор за паника, но предупредува на поголема внимателност, особено на медицинските лица, но и оние кои се движат во природа. Мерките мислам дека кои ги презема Комисијата и институциите од Министерството за здравство, мислам дека се соодветни и добри се мерките. Се работи за една многу сериозна болест. Мислам дека смртноста малку се претерува, дека е некаде помеѓу 20 и 35%. Се работи за болест која ендемски ја имаме ние на Балканот, особено Косово и Скопска Црна Гора. Сме имале порано епидемии, мали епидемии. Во светот некаде годишно помеѓу 20 и 200 случаи секоја година се регистрираат. Според Марковски, Македонија е далеку од епидемија од ова вирусно заболување. Тој објаснува и дека крлежот
Освен хеморагична треска, пренесува и други опасни болести. Едни од најзначајните се лајмската болест, која исто така од овој иксодес, нели, крлежи се можат да ја пренесат. Средноевропскиот крлежен енцефалит исто така и дел од рикециите кои исто така многу почести се во летен период од овиот каснување на крлеж. Инаку не постои специфичен лек за конгокримската хеморагична треска. Антивирусниот лек рибавирин се користи во терапијата, а овој лек го прима заразената болничарка. Во моментов не постои ниту безбедна и ефикасна вакцина, достапна за човечка употреба. Еве како што чувме во прилогот, секој крлеж не може да биде преносител, односно да биде заразен со овој вирус, но кои се симптомите кои што не смееме да ги игнорираме доколку сме вистина загрижени. Почетокот на болеста е ненаден со главоболка и висока температура, но може да се појават тука и болки во грбот, болки во зглобовите, болки во стомакот и повраќање. Може да имате зацрвенети очи, зацрвенето лице, црвено грло, црвени дамки на непцата, се исто така можни. Може да се јави жолтица, а во потешки случаеви промена во расположението. Како што напредува болеста на телото на заболениот, може да се појават големи делови со модрици, како и крварење од носот. Закрепнувањето е бавно, се истакнува во описот на симптоми. Еве, навистина, ова е тема која бара да се проговори, бидејќи, како што чувме и од професорот Марковски, се работи за сериозно заболување, кое што може да ни направи многу непријатности во животот. Телефонските линии се веќе активни и вие имате можност да говорите на ова или можеби на првата тема. Добро утро. Добро утро. Добро утро, повелете. Па да ви кажам право, тешко е, многу тешко да се гледа телевизија. Од што сме бомбардирани само од невредности. Меѓу нив спаѓат, ето, нажалост, вие ото живеете, ама и рекламите кои се грди и неубави. И кој знае дали некоја вистина кажуваат самите реклами. Некако сите сме врзани само за интересот. А за татковината, ама ич. И ова дереже што сме, во кое сме, го заслужуваме. Аманте, бре, аманте од сите нас, од нашиот непатриотизам. Не чистота, не љубов, не паметност, не храброст. Воскапано сме. Стратегијата 30 на години ни тече за македонско непостоење. Се спроведува, а ние во длабок сон сме. Голема нечистотија. И сами си ја правиме. Од гледањето само до носот. Кренете ја главата. Барем малку за да видите. Татовината човек од човек ни плаче. Од човекот не човек. Треба да го победиме, а не да спиеме. Секојдневно не се случуваат гнасни, фашизоидни антимакедонизми, а не и понатаму кутри, немоćни, столчени, рамно на непостоење. Гнасно, срамно, болно. 30 на години само за гнасоти знаеме. Треба да се исчистат. Кој? Па ние кој друг. Ако човечкото во нас го разбудиме, ако го имаме. Нашето несување е никакво конкурените наши македонски. Скапано ни е. Душманот ни кажува шо и како во Македонија. Наместо да го смачкаме, му помагаме. Благодарам. Ви благодарам и вам за јавувањето во поглед на заспаноста.
не можам да не се сложам. Колку сме заспани и колку навистина дозволуваме вака во сон да ни се случуваат многу неубави нешта во нашава земја, но сепак збор ви давам вам. Добро утро. Здраво. Повелете. Па вака би рекол ја, тргнете по пензионерите, кога дојде ред пензионерите да штрекуваат, да бидат сила која ќе се бунтува против оваква власт. Све е јасно, знаете каде води бродот, мислам, према длабочините на океанот, натака води бродот, не води према ова. Знаеш, еден премиер од Муртино викаше сидрото, он бил сидрото на бродот, што плови на океанот, а сидрото не е ништо друго него копување, да не те пушти да идеш напред. И така да, во врска со ова болест би кажал, значи вака има крлежи разни видови. Значи има крлежи како инсекти, дали има некои носеле таа болеста, има некои на две нозе крлежи. Значи, тие се најопасните, тие двоножните крлежи се најопасни крлежи. Поопасни од нив нема. Овие крлежи другиве идат претежно на животинки, на луѓе многу ретко, треба да си многу волн мест за да се залепи крлеж на нога. Значи, рунтав треба да биде човек, за да му се закачи. Јас сум се бутал у крлежи, кучиња, чуда, муабети, дома кучено што го чуваме, па крлежи има. Значи, така да, толку не треба паники да креаме и да се замараме околу нив. Крлежите на двојнозе се опасни. Тие се најопасните крлежи. Тие ги имаме многу, да речеме, во некои институции кои не чекам да ги набрам, бидејќи ќе сватите дека навредливи зборови користам, али од нив најче треба да се пазиме и против нив да се бориме. Да не завладеат, како сега што владеат со нас, што манипулираат и со секакви махинации делуваат врз луѓето. Тие крлежи се страшни, невидено страшни. Сега би рекол, значи, за првата тема беше околу... Ај малку подсетиме. Првата тема се однесуваше на притисокот кој што го прави власта врз опозицијата за измена на уставот. Така беше ташно. Тука се тие притисоци опасни. Пази, да речеме, тоа се притисоци диригирани од Америка. Значи, америчка на амбасада тие притисоци ги прави. Нити Бугарија. Каде е сега Бугарија? Чути како гроб. Ја нема никаде Бугарија да се произнесе за било што. Едноставно им рекле американците, чути тишина, мирујте, сега ја тука ќе ги обработувам овие. И сега обработката е тука врз нас. Значи, покрај што опозицијата ја обработуваат и народот го обработуваат. А обработката врз народот од страна на американците, британците и такозваната Европска унија е обработка со тоа што пензиите не ти ги покачува. Министер викаше едноцифрена инфлација, е испадна двоцифрена, што значи дека притисокот врз народот се прави без финансии и го остава и сиромаштија. Поздрав едно. Ви благодарам многу, пријатно. Инаку двоногите крлежи ги имало и секогаш ќе ги има, па ги имаме насекаде, не само во институциите, имаме ние и во семејството по некој крлеж. Сите семејства си имаат по некој крлеж, кој што ете така си знае каде да се закачи и од каде да се храни. Добро утро за следниот гледач. Ајде, добро утро. Добро утро, повелете. Па што да кажеме за овие кралежите? Кралежите ги имало од секојаш, ама најмногу ги имало стоката што беше. Ги чува овци, коведа, така. Но сега најмногу од кучијата тука тие кралежите се јуват. И тие се најмногу опасни што сега. Куче ќе го чуват, дома чуват, ќе спијат и соли го. Што мислиш што кралежи не фаќа? И сега ко касало крлеж на Вардар. Може и дома го касало, па не кажува. Абе, батали бе тоа треба се да се очисти какви кучи ја доларе, како која куче се знае. Со овци тамо, али овци више никој не чува. И сега храната ни е скапа. Па скапа ќе биде луѓе, сите дојдоа во град, ова, да. Нечеме да чуваме стока, нечеме да работиме земјоделие. Тоа политиката беше, дојдете во градот, тука има лед, тамо селата, оставите ги, тука се живее. Ете,
Ете како живот сега ни дадоа. Скапотило, голем скапотило. Пензионерите сега се жалат дека пензиите се мали, точно е. Пензиите се мали, испод 25.000, не би требало пензија да има. И кажува право дека кој колку работел, 40 години одеш работа, со 15 години, вика дека не е исто. Абе тие 15 години зошто он ги работел? Па ги избрка, бе. Ги избрка со транзицијата на улица и не може да стане да фатат дома. Тоа е. А каде се оние што умират пред време? А давале во фондот. Маш и жена, двајца работат и двајца во фондот дават. Каде едниот кога ќе умре? Каде одат тие средства? Пак одат во тој фонд. А вика нема фондот. Како нема фондот? По 3 евра ни се опират по пензијата. Тоа се 3 евра. Тоа 80 динара. А 350.000 има пензионери. По 3 евра колку е тоа? Па 1 милион евра месечно влегува во касата. Каде одат тие пари? Не знам, овој народ ќе се жале, ќе вика, ќе кука, али треба сите да излезат, сите да се ги поддржат и пензионерите и тоа и да излезат на улица и што побрзо да дојде предвремени избори, иначе вака не бива, jer секој ден се покачува храна на тоа и тоа е, нема што друго да кажеме. Така. Пријатно. Ви благодарам многу, пријатно, имајте убав ден. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Сузе. Добро ви Бог дал, повелете. Да ве поздравам вас, Алфа телевизија и вашите колеги, Сузе. Благодариме. Шукјур што постојат Алфа телевизија, па може човек да речи и леви и десни работи, да ви кажам право е. Имено прво сакам да кажам дека многу сум разочаран од албанските интелектуалци во Македонија, кои што не мислат онака како што мисли Албен Курти, но не знам од кои причини се пашат и така натака, а не се согласуваат со него. Значи, ги поздравувам и изразувам разочараност што молча. Но како и да е. За пензиите, Сузе, пензиите подхитно треба да се зголема на тие што имат минимални пензии, заради обстанок. А што се однесува до првата тема, лично сметам дека е планирано да българите не влезат во македонскиот устав. Дури некои има желби да влезат сите народи, само българи да не влезат. И не би требало да влезат, знаете ли зашто? Зашто ако влезат тие, не ќе можат другите националности во Македонија, не ќе можат да ги разликуваат кој е македонец, кој е българин. Заради тоа што исти се и по табиет, и по движење на телото, и по говорот, и крај не можеме да му најдиме. Ево да речеме, хрватски се викат крпел, а ние и българите велиме крнеш, разбирате како се. Се исклучуваме на некој начин. Но треба да ја браниме државноста македонска. Небо во македонско го пази грчката авиација, а копното ќе видиме кој ќе го пази. Како што сме тргнале. Сузе би сакал да кажам една работа ваква, на краја. Песната од Брд Перин планина, очаен глас се чуе, Македонија плаче. Дали знаете зашто испејана? Таа песма му промакна на удба и е пропушти да се пее во Титово време. Таа песна е пеа македонците, кои сакаат да се ослободат османлиско робство и се бореа заедно со бугарите за Сан-Стефанска Бугарија. Зато плачеше Македонија, а не за да остане и понатака во османлиско робство. Исто и дресот на Вардар црвено-црв, зашто е тако? Му промакна на удба, зашто е то знамето на историското ВМРО. А што беше историското ВМРО? Пробулгарска организација. Нека не се налютат никој. Денеска македонецот е македонец и треба да си го варди копното на Македонија. И никого да не го интересира друго. Македонија треба да се брани на копно. Благодарам и пријатно.
Ви благодарам многу и пријатно. Добро утро за следниот гледач. Дали имаме гледач? Ало. Повелете, во програма сте. Добро утро, поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до вас. Се јавувам од Кичево, редовен гледач. Јас ќе кажам моето мислење. Во однос на пензионерите, и јас сум пензионер, сметам дека по секоја цена треба да се најде начин на оние кои стварно имаат пензија мала, да им се помогне. А има повеќе случаи, значи на пензии кои земаат 15.000, пензии кои земаат како самец и пензии кои земаат по 20.000. Значи ако се двајца вработени по 20-40.000, сепак за нив јас сметам дека е доволно. За оние кои земаат 15.000, стварно барањето треба да им се исполни, владата да најде начин по секоја цена, оние 3.500 барем сега да им се доделат и во однос на 2 пати покачување во пример идната година, да дојдат барем до она минимална плата. Сепак ќе владее некое задоволство и нема да има толку мизерија кај сите пензионери. Затоа што ја тоа сум го осетил на свој грб. Јас, пример, мојата сопруга и мојата внука, за јас немам 25.000, значи врам 23-4 дена, од тој се снаоѓам, ја имам све од бавче, компир, работи, се што ми срце сака садам, значи сепак е кризен месец да се допомине. И јас мислам дека владата ќе најде начин, мора да најде по секоја цена и да успее да им покачи тие пензии, затоа што пензионерите најпој ќе беа револтирани во однос на покачувањето на пензијата на судот и министрите, директорите, од кои ги покачува по 70%. И јас мислам дека би направил една скала, може да ќе допре и до владата, оние пензионери кои треба да им се даде по 3 или треба да им се даде, оние што има, значи, до 20.000 да им се даде негде, кои живеат како самци и пензионери во брак, дока е 21.000, за да може да обстанат, а јас, кој имам 25, значи ми следува 6%, задоволен ќе видам и со оние 6%, што тешко го врва месецот, поради знаеме кризата е во тешки ситуации, Македонија и пари во фондот нема како што ние сакаме, тие што обараме, а тие пензионери што земаат над 30.000 денари, јас мислам треба да им се покачи. Јас ќе земам, значи 2.000 денари, тие да земат 1.000 денари на 30, а оние над 40.000 да земат само 500 денари. Тогаш ќе се спроведе некој ред и нема да има револт, значи ке пензионерите, од кога ќе се достигне, значи она минимална пензија, тогаш да се даде и линијарно. Јас мислам че има тогаш задоволство. А во однос на измените на законот треба да сватиме дека за тоа стојат многу европски земји, дека мора тоа да се направи по секој начин, ако сакаме да одиме напред, ако не и не мора да го направиме, али ќе влеземе во уште поголема криза, што можеме да бидеме блокирани, што нема помош од никаде, значи уште поголема сиромаштија. Нека се најде начин како и ни одговара и нас, на македонците, и тој начин да најдат сите 120 пратеници заеднички да решат, да видат она што е добро да го искористиме, она што е лошо да го отстраниме. Тогаш мислам че имаме подобар живот. Поздрав и посакувам убав ден, се не во Алфа телевизија, благодарам. Ви благодарам, поздрав и од екипата на Алфа телевизија. Да, едно иако јас мислам дека тие што земаат над 40.000 денари па и не мора да добијат покачување, бидејќи на вистина треба малку да бидеме фери коректни кон оние кои живеат со 12.000 пензија. А исто за сите нас е и лебот, и млекото, и сирењето, и месото и така натаму. Убаво и прашање загат на еден гледач пред 2-3 гледачи денеска, кога кажа дека на вистина треба помалку да бидеме коректни и треба да размислиме што се случува со оние средства кога и на мажот и на жената им се одбива за пензиски фонд за време на нивниот работен стаж, а тие да речеме не дочекуваат пензија или за жал починуваат во очи пензионирањето или година или две пред да се пензионираат. Што се случува со тие средства? Каде одат тие средства? Кому се наменети? Тоа е добро прашање за дискусија. Добро утро за следниот гледач. Сузе, да те поздравам и да ти честитам за начинот на водење на емисија. Благодарам. Ќе кажам зошто. Толку културно, толку елегантно, затоа што ги следам и другиве телевизии и се прашувам на нив, сум кажал, дали пуштате реприза да се слушнете што правите? Вие, значи, нас не оставате чисто да си зборуваме. Не се уфрлате. Со то само уфрлање
вие од таму зборувате, ние од таму зборуваме, ништо не се разбира. И затоа ги прашувам тие новинари и новинарки, нека пуштат приза да се видат што зборуваат и што емисија водат. А за вас ви честитам, ги оставате луѓево до милиметар, убаво, културно да се искажат, тоа е емисија. Сега да кажам една реченица за пензионериве. Може? Ја би направил нов терк на плаќање допринос. Некој зема 50.000, да речеме плата. Нека плаќа допринос 5.000. Овој зема 15.000 плата и тој да плаќа 5.000. Лилијарно сите само за доприносот пензиски. Само за пензискиот стаж. Сите вработени да плаќат иста сума, кои ќе отидат по пензија. Сите да имат иста пензија. Затоа што сите исто јадат. Се зависи од стомакот, некој повеќе, некој помалце. Ама више во пензија е. А што заработува за платата нагоре, тоа нека пегла, нека работи. Али ова државата може на овој начин единствено у светов уникатно да го направи. Плаќаме сите допринос за пензиски стаж при работата, сега колку примаш не е битно, мора да плаќаш. Сите исто. Кој ќе оди во пензија, сите иста пензија. Кој ќе треба се покачува, сите исто да земиме. И тука да нема разлика. Има начин како. Ама овие што се, како да речем, што излегоа крлежливе, што почна да ги касат луѓето, ама крлежите пак самите со себе некои се касат, тие не дозволуваат пако нешто. Сузе, повтор пат се јавувам, ќе се извинам што се јавив пуште еднаш, само сакав да ти кажам и да ти честитам на начинот на водењето на емисијата. Поздрав и убав ден. И благодарам, бидете со нас, имајте убав ден. Имаме време само за уште еден гледач и ќе се поздравиме. Добро утро. Добро утро. Повелете. Ви благодарам што ме вклучите, иако сум последна. Бев упорна. Поздрав до гледачите и до вас. Па, бака Сузе, ќе почнам со притисок, опозицијата што ја притискаат. Нека не ја притискаат опозицијата, туку пратениците од позиција малку нека размислат, нека се расвестат. Наместо да се бара од опозиција 7-8 пратеници за да успее измена на уставот, да не успее, ама благодарение на пратениците од владеачката партија. Секогаш ги обвинуваме од опозиција, а никогаш не сме спомнале дека сепак клучот е во тие пратеници што се на власт, па не мора секогаш да се на власт, но ќе останат запаметени како што беа оние од менувањето на името 8 од ВМРО, нека бидат од СДСМ 7-8 пратеници позитивно да останат запаметени. Така да тоа многу лесно може, а притисокот е сепак од надвор, од Америка. Многу јасно притисокот, уценување, тоа е учена, ќе сме останале изолирани, еве гледачот еден што кажа, изолирани. Па зошто да не изолираат? Значи, ни го оспоруваат нашето право, нашата желба. Би кажала и за пензиите. Убаво спомна гледачот, а ја мислева кога добијам тоа да го кажам, зашто имам многу примери што починале луѓе за една година пред пензија, за неколку години, многу има такви. Има луѓе што останале со 13 години стаж, 14 години стаж, а не земаат пензија. Зошто тука власта не преземе нешто како во Германија, една година стаж или 2 години, таму пензија земаат за тие 2 години или една година. А овде по 10 години, 13 години нема. Тие пари, како што и вие поставивте прашање, каде одат тие пари? И би сакала, имам време уште малку, за министерката. Не знам, не можам да се начудам, вели на функционери од ВМРО, родителите организираат. Па добро, зарем тие пензионери, родители што се на функционери од ВМРО, не сакаат пензија, не заслужиле и не сакаат покачување. Колку ниско падна таа жена со оваа изјава, а имаше уште една изјава што ја кажа, работеле луѓе по 40 години, земаат 12.000 и луѓе со 15 години
години стаж, земаат исто. И па таа сама нека се запраша зошто тие 40 години стаж земаат 15.000 или 12.000. Така да не знам, таква министерка не би посакала во иднина да имаме и Ви благодарам. Благодарам многу и за вашето јавување. Тука некаде го заокружуваме денешното дружење. 9 часот и 26 минути време за еден краток премин и да се преселиме во соседното студио да видиме што најново се случува во земјава и во светот. Останете на истава фреквенција и се гледаме повторно утре во истото време 6 часот и 25 минути. Довидување.